Оваа седмица беше посебно возбудлива, особено за оние што ги сакаат премиум возилата. Mercedes-Benz ја представи новата E-класа, Lincoln го лансира наутилус, Lexus влезе во нов пазарен сегмент со својот LM. Имаме изненадување за љубителите на моторциклите, а денеска ги споделуваме импресиите од тестот на Toyota Yaris Cross. Имаме доволно аргументи да го задржиме вашето внимание и денеска. Добар ден и добре дојдовте во новата премиера на омилениот македонски автомобилски серијал. За престојната моделска година Land Rover го зачини Defender со специјално издание наречено Outbound, иако во основа наменето за оние кои бараат помокни теренски можности, поголемо внимание е посветено на изгледот. Од стандардните верзии се разликува по неколку софистицирани детали, најмногу посебната завршна обработка на браниците и маската. До тркалата од 20 или 22 инчи ќе стигнуваат цели 500 коњски сили добиени од 5-литарскиот V8 мотор со потекло од Jaguar F-Type. Со нив Defender Outbound до 100 км/ч ке забрза за импресивни 5,7 секунди, а максималната брзина не му е објавена. Цената му надминува 116.000 фунти. Hyundai планира да направи револуција во возењето. Нивната филијала, задолжена за производство на компоненти, го усоврши системот кој ги свртува тркалата за 90 степени. Тоа не само што значително ги олеснува паркирањето и маневрирањето, туку отвора и нови можности за движење на возилата. Технологијата, која се уште не е подготвена за производство, се состои од поединечни модули на секое тркало, кои ги обединуваат системите за управување, ослонување со пирачките и погонот. Може да се примени кај сите електрични возила, а посебно е интересна за оние со автономни можности. Освен дека сакаат да го вградуваат во своите автомобили, корејците не објавија никакви детали за тоа кога може да се очекува на пазарот. Веќе сме навикнале од Мерцедес да ги поставува стандардите. Цели 75 години Mercedes-Benz е предводник во сегментот на луксузни салони од средната класа. Дали тоа ќе остане така, ќе покаже времето. Штутгартската звезда прва повлече нога, неколку месеци пред низиниот најголем ривал BMW серија 5, која ја очекуваме на есен. Генерацијата, која е штотоку лансирана, ја носи интерната ознака W214 и во продажба ќе влезе есенва, токму како и споменатиот ривал. Визуелниот впечаток на новата Е-класа е силен, како и не би бил кога настапот наликува на поголемиот брат С-класа. Не само во дизајнот и пропорциите, туку и со детали како рамните рачки на вратите и силната хоризонтална хромирана линија што се протега низ капакот на багажникот помеѓу задните светла. Но малку покомпактна форма му дава нешто што потсетува на помалата С-класа. Сепак тука има елементи кои непогрешливо ќе одвојат од своите најблиски роднини. Тоа е новата маска на ладилникот, каде трикраката звезда е придржувана со десетици помали расфрлани помеѓу фаровите. Задните светла исто така даваат посебна импресија и ветуваат дека Е-класа нема да биде помешана со било кој од роднините.
Во нив господари повторно трикраката ѕвезда која дава посебна визуелна импресија. Натрешноста дефинитивно има повеќе заедничко со S-класа отколку со C-класа. Пред се, меѓуоскиното растојание е растегнато за 22 мм и ослободува повеќе простор во кабината. Сега вкупната должина на Е-класа е неполни 5 метри, поточно 4949 мм. Кога станува збор за инструмент таблата и инфозабавниот екран, новата Е-класа има повеќе заедничко со електричните модели на куќата. Стандардно ќе се испорачува со самостоен дигитален дисплеј на инструменти и медиумски екран MVUX интегриран на предната конзола. Опционално може да се прошири со екран пред совозачот. Барем на почетокот Е-класа ќе се нуди исклучиво со 4-цилиндерски мотори, а само американските купувачи ќе бидат почестени со 6-так кој ќе ја носи ознаката E450. Повеќето од половината изведби ќе бидат со погон на приклучен хибрид, додека сите останати верзии се хибридизирани. Почетната изведба E200 е со погон на задните тркала. Во бензинската верзија располага со 204 конски сили. Дизелот има 197 коњи, но за разлика од бензинецот достапен е и со 4-матик погон на сите тркала. Најспориот ќе го совлада спринтот од мирување до стотка за 7,8 секунди, а максималните 238 км на час ќе се достигаат со помош на интегриран стартер генератор, чија моќност е зголемена на 17 kW. Приклучните хибриди се впарени со бензински агрегати со 4 цилиндри, поврзани со електричен мотор од 95 kW, кои може да испорачаат електричен опсег на возење до 100 km. Тоа е E300E со 313 коњи 4-матик, како и E400E 4-матик со 381 конска сила. Овој последниот засега е најбрзиот меѓу сите со спринт до стотка за 5,3 секунди. Мерцедес официјално потврди дека традиционалното пружинско осланување е стандардно, но за вистинско луксузно искуство наменета е опционалната воздушна суспензија Airmatic со приспособливо амортизирање и управување на задната оска. За сега Мерцедес не ги објавува цените. Тоа ќе го направи во текот на летото, кога купувачите ќе можат да започнат со нарачките и конфигурирањето на своите возила. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Во следниот блок ќе одвоиме време за американските возила кои не се толку познати во Европа.
Бјуик како да сака да се отргне од имиџот на марка посветена на пензионерите, па прави маневри со кои сака да го испегла имиџот и да покаже дека е доволно добра и за помладата популација. Линколн пак сака со Наутилус да ги зголеми пласманот во матичната држава, но тој не отстапува од кинеското производство каде му е најголемиот пазар. Како тоа ќе го прифатат американците е непознато, исто толку како и цената која нема да биде ефтина. Една од најстарите американски марки автомобили, Бјуик, која нам ни е сосема непозната, од секогаш имала имидж дека прави возила за пензионери. Челниците на General Motors, во чиј состав делува со децении, се обидуваат да го разбијат тоа. Порано со ребрендираните модели на Opel, а сега со модерно концепирани и дизајнирани кросовери, како што е и најновиот Envista. Со оглед дека просечната старост на купувачите на Бјуик во Америка е 57 години, тој навистина изгледа младешки. Стратегијата со која се имаат водено дизајнерите е дека на современите купувачи, биле млади или стари, сеедно им треба помал автомобил од типичните за Америка, кој ќе ги врши секојдневните работи, а при тоа нема да биде скап. Затоа и Envista може да се класификува како градски кросовер, што го потврдува и неговата цена од само $23.500. Стилот му е инспириран од Wildcat концептот, кој е еден од најубавите на General Motors последниве години и делумно наликува на купе со 4 врати со спортски афинитети. Тоа малку е нарушено со големата маска, на која гордо стои редизајнираното лого на марката, со кое се наговестува дека Бјуик е подготвен да влезе во новите времиња. Внатрешноста ќе ги пречека купувачите со 3 пакети опрема, солидно дигитализирани во духот на современоста во која живееме. Вниманието е посветено и на безбедноста, која вообичаено кај оваа класа возила во Америка не е на ниво каков што сме навикнати во Европа. Најголемото, но не толку позитивно изненадување е под Лимот, каде механиката води потекло од Chevrolet Trailblazer и сестринскиот Encore GX, што значи дека таму се кријат трицилиндричен 1,2 литерски мотор со 136 коњи, 6-степен автоматски менувач и погон само на предните тркала. Со оглед на тоа, перформансите не му се силна страна, што повторно не враќа на почетокот на приказната дека возилата на Бјуик се наменети за пензионери. За разлика од некои други модели на марката, овој кросовер кој се очекува во продажните салони до крајот на годинава нема да се произведува во Кина, туку во Јужна Кореја. Ни Америка не е повеќе она што беше. Линколн наскоро ќе започне да го продава својот прв модел произведен во Кина. Причината е многу логична, додека продажбата на домашниот пазар опаѓа, во Кина расте. Затоа и новата генерација на Наутилус ќе се произведува само таму. Но менувањето на времињата не значи дека и нешто се има сменето во филозофијата на луксузната марка на Форд. Кросоверот и понатаму е технолошки напреден премиум производ кој цели на купувачите кои повеќе бараат. Затоа и повеќе нема заедничка платформа со Ford Fusion и Edge, туку онаа од Lincoln Z кој се продава само во Кина. Таа се одликува со нова хибридна технологија која комбинира дволитерски турбобензинец со електричен агрегат. Располага со 310 конски сили и во досегашната гама ќе го замени нешто посилниот 6-цилиндричен мотор. Основната верзија располага со 250 конски сили и се нуди со 8-степен автоматски менувач и погон на сите 4 тркала. Дизајнерски Наутилус еволуираше и сега повеќе личи на поголемиот и попрестижен авиатор, што е истакнато со поголемата маска и целосно поинаквиот заден дел. Должината му е зголемена за некои 5 сантиметри, а интериерот исчистен од поевтината пластика која се среќаваше и кај неговите технолошки браќа од Форд.
Го нема можеби најголемиот екран кој составен од два дела се растегнува на цели 48 инчи. Седиштата може да се наместат на 24 различни начини и нудат функција за масажа која добро ќе дојде со полуавтономниот систем кој овозможува возење без раце. По поглед на цените и локацијата каде се произведува новиот Наутилус како да не одигра никаква улога. Тој сега е значително поскап и чини $52,000. Прашање е како на сето ова ќе реагираат купувачите на Линколн, кои се со доста традиционални сваќања. Lexus со својот LM стартува глобално. Досега овој моноволуменец беше присутен само на неколку азиски пазари, но челниците решија дека е вистинско време да влезат со дистрибуирање на глобално ниво. Ова е храбар чекор, бидејќи пазарот за овој тип возила се намалува, а цената на овој луксузен транспортер ќе биде повисока од €150,000. Додека сите други еден по еден ги умираат своите моноволуменци, Lexus реши да се вклучи во пазарната трка во овој сегмент. И тоа сериозно, правејќи ја глобален модел втората генерација на луксузниот LM, кој досега се нудеше само во Кина и неколку азиски земји. Дизајнот на ова комби ќе остави непоправливо поделени мислења. Ќе има такви на кои ќе им се допаѓа, но поголем дел сигурно ќе го мислат истото што и ние. Но затоа, кога ќе се погледне внатрешноста, сите ќе останат без зборови. Замислена и изведена како израз на статусниот символ и материјалната благосостојба на оние што се возат во него, иницијално нуди повеќе отколку што може да се свати дека е потребно. Платформата од Camry и Highlander со прилагодливи амортизери обезбедува мирно возење, а каросеријата долга 5125 мм и висока 1945 мм широкограден простор. На возачот на располагање му се виртуелна инструментабла и мноштво камери за надзор на целото опкружување на возилото, а на сите патници кожен интериер и пријатна атмосфера што ја обезбедува Марк Ливинсон музичкиот систем. За организација на внатрешниот простор достапни се две опции. Првата е со 3 реда седишта за 7 патници и поединечни фотели во средниот ред. Загревани и со електрично задвижување, секоја од нив во наслоните за раце има посебен екран чувствителен на допир. На покривот е монтиран панел за управување со климатизацијата, а електронскиот помошник може да препознае гласовни команди кои стигнуваат од различни места за седење во возилото. Полуксузната верзија располага со само 2 фотели во задниот дел, електрохроматско стакло со различен степен на пропустливост на светлината и телевизиски приемник од 48 инчи. Седиштата може да бидат поставени така да овозможуваат пријатни сништа, а електрониката се грижи при нагли запирања патниците да не излизгаат од нив. Плюс на се тоа е и активниот систем за пригушување на бучавата. Новиот Lexus LM дебитираше со хибриден погон на сите тркала, а за некои пазари ќе следат и чисто бензински верзии. Срцето му е 6-цилиндрично 2,5-литарско спарено со континуирана безстепена трансмисија, чии 250 конски сили ќе го дотераат до максимални 190 км на час. Ќе следи и посилна верзија со 350 коњи и 8-степен автоматски менјувач, чии спецификации не се објавени. Ниту цената не е позната, но сигурно е дека ќе биде изгор голема. Далеку поевтини и попопуларни се моторциклите, чија сезона веќе започна. На пазарот со новитети настапија Бимота и Малагути, кои за пристапна цена нудат проверена техника и задоволство во возењето. Поминаа 4 години откако Кавасаки го презеде раководењето со италијанскиот производител на ексклузивни моторцикли Бимота, ставајќи ги на располагање своите механички компоненти.
Тоа ветуваше нов подем и повторен поход кон славата која некогаш ја имаше. И навистина, гледајќи го годинешниот новитет KB4RC, марката е подготвена да го искористи моментот. Срцето на овој спортист е докажаниот 4-цилиндричен агрегат кој се среќава кај Kawasaki Z1000 SX. Тој од своите 1043 кубни сантиметри извлекува 142 коњи при 10.000 вртежи во минута, кои во комбинација со сувата тежина од 194 килограми ветуваат предизвикувачки перформанси. Изгледот е екстравагантен со тркалезното лед светло, единечно седиште и брза опашка. Решеткастата рамка е изработена од челични цевки и брусени алуминиумски елементи. Ослонувањето го испорачуваат Олинс и Марцоки, со пирачките Брембо, а за електрониката се погрижи Kawasaki. Продажбата на Bimota KB4RC ќе стартува летово, по цена која нема да биде пониска од 30.000 евра. Легендарниот Малагути лошо тргна во новиот милениум, заради што во 2011-та мораше да стави клуч на вратата. Името од заборав пред 5 години го спаси австриската КСР група, која е еден од најголемите дистрибутери на моторцикли во Европа. Покрај правата за негово користење, тие откупија и лиценца за производство на скутерот Gilera Nexus 300, лансирајќи го под името Медисон. Но не помина многу време и австриците со помош на кинезите, каде се произведуваат новите модели на Малагути, подготвија собствено дизајнирани и конструирани двотркалци. Така сега го имаме Медисон 125, кој иако има далекоисточни гени, во целост го задржува италијанскиот дух на името што го носи. Овој лесен, агилен и со остри линии дизајниран скутер е наменет за интензивно движење во секојдневното опкружување. Неговиот мал од 125 кубни сантиметри мотор испорачува повеќе од доволни 12 коњи кои вешто ќе го спроведат низ сите градски предизвици. Истиот мотор, но технички доработен и засилен на 14 конски сили, австриците го употребија и за предизвикувачкиот Дракон 125, кој со својот агресивен карактер го побива позиционирањето во класата патни двотркалци. Јасно е дека е наменет за вечерно обиколување на кафе-баровите, каде без дискусија ќе ги привлече погледите не само на тинеџерите. Стилот што го наметнува дефинитивно најавува пресвртница во понудата на Малагути, наговестувајќи дека од оваа марка допрва треба да го очекуваме она вистинското. Toyota има силно портфолио на кросовери и на спортско корисни возила, но и тешки теренци. Во сегментот Б пред 15 години се појави Urban Cruiser модел кој не помина најдобро на пазарот. Но Toyota не би била Toyota доколку не би ги исправала своите грешки. А тоа го направи со новиот дериват на Yaris, наречен Yaris Cross. Применета е старата формула. Издигната каросерија и изглед на предницата кој соодействува со донаторот, со класичниот Yaris. Но направени се адекватни измени за да Yaris Cross одговори на предизвиците на конкуренцијата која е навистина густа во овој сегмент. Покрај подигнувањето на каросеријата додадени се и елементи кои асоцираат на кросоверската ориентираност на овој модел. На истото меѓуоскино растојание целата каросерија е продолжена за 24 сантиметри, од што профитира не само патничката кабина, туку и багажниот простор.
Првото што се забележува при влегувањето во внатрешноста е дека вратата не се отвора доволно широко. Но кога ќе се сместите на задната клупа се чувствува бенефитот од зголемените пропорции на Ярис Крос. Има доволно простор за главите, има колку толку добар простор и за колената, но кога ќе се сместите на седиштето, навистина се чувствувате удобно. Може би атмосферата на темните тапацири и темните пластики ја прават малку атмосферата по пригушена. Сепак, на задната клупа ретко кој седи, барем во денешни услови, а за деца има доволно простор. Сепак, повеќето од нас се заинтересирани што пружа Toyota Yaris Cross на возачката позиција. И веднаш со будењето на автомобилот се гледа дека Toyota се држи до своите основни постулати. А тоа е, според новата дизајнерска филозофија, поскулптурална внатрешност која веднаш се забележува со централната конзола, но и употребата на електрониката. Пред возачот се дигитално организирани инструменти, а на централната конзола на врвот има монитор кој е во еден дух на класиката. Распоредот на инструментите е ергономски, а се забележува веднаш дека воланот е преоптеретен со копчиња кои имаат апликативна функција, но сепак ќе ве натераат да го тргнете погледот од патот. Сепак, Toyota направи одлична ергономија во внатрешноста која кореспондира со атрактивниот надворешен дизајн. Оваа ергономија се забележува и со местата кои се предвидени да се остават телефони или пак дребули во внатрешноста. Погодениот дизајн и на интериерот и на екстериерот, како и добрата опременост дури и во почетниот модел, укажуваат дека Toyota е на еден нов курс кој резултира и со зголемена продажба. Тоа секако се должи и на погонот кој го има Yaris Cross. Се наоѓаме во возило кое е задвижувано без хибрид. Има 3-цилиндричен 1,5 литрен атмосферски бензински мотор кој би требало со своите 125 коњски сили да пружи добар динамичен впечаток. Yaris Cross е конструиран да се ужива во возењето. Тој е повисок од класичниот Yaris, но е конструиран да издржи и малце поголеми оптоварувања. Зборам на оптоварувања кога се вози во свиоци. Како што реков, тој е повисок, но сепак пружа една агилност дури се вози низ свиоци, бидејќи каросеријата, како и подвозјето, дозволуваат малку да бидете и погруби отколку што дозволуваат конкурентите во овој сегмент. Тој има погон само на предните тркала и нема потреба од погон на сите тркала. Оваа констелација што денеска ја возиме нема хибриден погон кој е препознатлив за Toyota, но сепак 1,5 литрениот 3-цилиндричен мотор многу добро е избалансиран во своето работење заедно со 6-степениот мануелен менувач. Оваа комбинација мене многу ми се допаѓа, бидејќи ја немате типичната бучавост која доаѓа во комбинација со CVT менувачот кој е резервиран
само за хибридните изведби. Едноставно, возењето може да биде линеарно и имате секогаш јасна представа како се однесува и подвозието, но и каросеријата. Удобноста е исто така добро изразена додека престојувате на возачкото седиште. Седечката позиција е висока и ви возможува добра прегледност на патот и околината. Не може да се каже дека Toyota Yaris Cross е пргав автомобил. Тој не е направен за да лудувате со него. Тој е конструиран да уживате во возењето. И се разбира, во тоа уживање да биде истакната економичноста. Со овој автомобил поминав повеќе од 700 километри и забележав просечна потрошувачка од 6,5 литри на изминати 100 километри, што е многу добар податок доколку се земе во предвид дека нема никаква помош од струјата. Сепак Yaris Cross припаѓа во Б сегментот на кросовери и ги има сите недостатоци кои се јавуваат кај оваа класа на возила. Не е проблем ниту просторноста, но сепак се чувствува отсуство на звучна изолација. Трицилиндерскиот мотор, како што реков, многу добро работи, но неговиот типичен звук може лесно да продира низ кабината. Она што е по теркот на старото школо, а во многу нешта Toyota го употребува старото школо, е што има симбиоза и на модерна електроника, но и на класични прекинувачи кои се задолжени за некои функции на возилото, како што се грејењето на седиштата. Сумирано речено, целата атмосфера е повеќе од прифатлива и дава едно пријатно чувство кога се наоѓате во кабината. За цена од 23.900 евра, Yaris Cross нуди фер однос на цената со добиеното. Секако дека е за пофалба и 10 годишната гаранција која Toyota ја пружа на сите делови и склопки на автомобилот. Во време кога возилата се можеби и нерационално скапи, Yaris Cross покажува дека за една колку толку пристапна цена можете да добиете возило кое вреди за парите. Тоа беше се за денешното издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната средба за 7 дена. До гледање.